Девет жени го обвинија американскиот актер и музичар Џаред Лето за сексуално вознемирување, како и за предаторско однесување кон малолетни девојчиња, објави Page Six. Диџејката од Лос Анџелес Али Тейлс неодамна објави видео од 2012 година на Facebook на кое Лето се однесува несоодветно кон неа, а таа тврди дека музичарот знаел дека во тоа време имала 17 години. Она што го направил беше предаторско, застрашувачко и неприфатливо, рекла Тейлс. Уште 3 жени го обвинија оскаровецот за сексуално вознемирување и злоупотреба, како и дека се сооблекувал пред нив додека биле малолетни. Лето е обвинет и за регрутирање млади жени да присуствуваат на забави во Лос Анџелес, а на тие забави имало 60 млади жени во споредба со 5 или 6 мажи. Page Six наведува дека целта била да се натераат девојките да се соблечат и да пливаат голи во базенот во куќата на Џаред Лето. Тимот на Диди испрати писмо до судиката Арно Субраманијан на 7 јуни, наведувајќи процедурални неправилности од страна на обвинителството. Според писмото кое го доби People, адвокатите тврдат дека владата презентирала сведоштво за кое знаела или требало да знае дека е лажно. Сведочењето се однесува на тврдењето дека Комс наводно ја држал пријателката на Вентура, Брајана Бонгулан, преку работ на балконот на станот на Кеси Вентура во септември 2016 година. За да се избегне неправилна пресуда, судот треба да го отфрли судењето, рече одбраната. Тие тврдат дека пораката е доказ дека Вентура лажела. Одбраната тврди дека сведочењето на Вентура, која рекла дека го видела Комс како ја држи Бонгулан преку работ на балконот, не може да биде вистина, бидејќи, вела тие, текстуалните пораки покажуваат дека Вентура дознала за инцидентот дури подоцна. Тој насам според обвинението е шокантен и моќен доказ што владата го користила за да го прикаже Диди како лут и опасен човек кој ја тероризирал господја Вентура и нејзините пријателки, рече одбраната, додавајќи дека сведочењето на Вентура било докажливо лажно. Постои еден ден во годината кога музиката и театарот стануваат едно. Еден ден кога сцената ја водат најдобрите актери, најдобрите музичари, најголемите емоции. Тоа не е само представа, тоа е празник на уметноста, тоа е глумците пеат, шоу каде музиката и театарот се спојуваат во совршена приказна. 30 врвни супер талентирани глумци и биг бенд со извонредни музичари ќе ве поведат на патување што ќе ве потсети дека вистинските приказни никогаш не излегуваат од мода. Организиран од Италијанската амбасада во Скопје во соработка со Италијанскиот културен институт во Белград и Кинотеката на Република Македонија, фестивалот е под покровителство на проектот Italian Screens, проект за поддршка на интернационализацијата на италијанскиот аудиовизуелен сектор, чија цел е промовирањето на најдоброто од италијанската филмска продукција во странство и вклучува и алатки за поддршка на италијанската кинематографија, како што се даночни кредити и средства за дистрибуција и копродукции. На овогодинешното издание ќе бидат прикажани 6 од најуспешните филмски остварувања на современата италијанска кинематографија. Филмовите се дистрибуирани помеѓу 2024 година и првите месеци од 2025 година се учесници на престижни меѓународни фестивали и добитници на значајни награди и признанија од критиката и јавноста.